Пристигнавме во манастирот на Светата Лавра на Пелопонез, во близина на градчето Калаврита. Природата и бујната вегетација, дополнети со гласот и песната на птиците, беа нашите први впечатоци за добре дојде. Поводот и причината да дојдеме во ова духовно светилиште беше сознанието дека тука се наоѓа главата на Свети Алексиј, човек Божи, кон кого македонскиот народ има голема почит. Манастирот на Светата Лавра има своја далечна историја, потекнува негде од 961 година, кога тука се населува испосникот Светагора од големата Лавра Атонска и го изградува овој манастир во слава и чест на Пресветата Богородица. Многу набрзо се зголемува бројот на монаштвото и достигнува дури до 1000 монаси. Со текот на времето овој манастир станува независен и опстојува како таков во наредните 6 века. Но во понатамошната своја историја тој доживува многу промени. Повеќе пати е рушен, пален, а сегашниот изглед го добива после Втората светска војна. Во далечната 1943 година германскиот окупатор го пали градот Калаврита, ги убива младите луѓе, го пали манастирот и ги убива сите монаси. По завршување на Втората светска војна, манастирот е повторно изграден и денешниот облик е од тоа време. Изгледот на манастирот е вообичаен, централно двориште во која се наоѓа црква, која е посветена на Успение на Пресвета Богородица, а наоколу е комплекс од келии и соби. Овој манастир има посебно историско значење за грчкиот народ, бидејќи тука во далечната 1821 година на 18 март е започнато грчкото востание со благослов на епископот Палеон Патрон Германос и како драгоценност од тога се чува и првото знаме на грчката нација. Гостопримникот на монашкото братство со голема љубов не прими ни ги отвори дверите на црквата, прекрасна во својот изглед и во својата духовна вредност, ни ги отвори вратите и на просториите каде што се чуваат драгоценности од историски и духовно значење за Светата Лавра и најзначајното ни отвори параклисот, каде што освен главата на Свети Алексиј, човек Божи, на голема радост на сите нас, ни беше понудена и главата на Свети Филарет Милостив. Голема благодарност до Бога Богородица и до братството на манастирот за можноста да се поклониме во еден ваков духовен сад. Но најголемото нетрпение беше да стигнеме и да се поклониме пред моштите на Свети Алексиј, човек Божи, и во сознанието и пред главата на Свети Филарет Милостив. Но секако, зар може да не кажеме за каков духовен сад се работи? Кој е Алексиј, така наречен човек Божи? Но најразлични се патиштата по кои Бог ги води оние што сака да му угодат и да го исполнат неговиот закон. Така во времето на царот Онори во Рим живел висок царски достоинственик Ефтимијан, многу угледен и многу богат. Тој и жена му Аглаида животот го минувале богоугодно. Иако бил богат, Ефтимијан само еднаш дневно седнувал на трпеза и тоа по залезот на сонцето. Имале син единец Алексеј, кој кога пораснал го принуделе да се ожени. Но ноќта по свадбата тој не само што ги оставил жената и домот на својот татко, туку седнал на кораб и отишол во градот Едеса во Месопотамија, каде што бил прочениот лек на Господ Исус, испратен од самиот Господ за царот Авгар. Откако му се поклонил на овој лик, Алексиј се облекол во руво на просјак и како таков живел во тој град полни 17 години.
непрестано молејќи го Бога во припратата на црквата на Пресвета Богородица. Кога таму се прочул како богоугодник, тој се уплашил од човечката слава и заминал, седнал на кораб што оди за Лаодикија, но по Божја промисла коработ бил носен и допловил дори до Рим. Сметајќи го ова за прст Божи, Алексиј смислил да отиде во домот на својот татко и таму како непознат да го продолжи својот подвиг. Татко му не го препознал, а од милосрдие му дозволил да живее во една визба во неговиот двор. И овде Алексиј поминал уште 17 години, живејќи само на лепи вода. Луѓето го малтретирале, но тој трпеливо ги издржувал сите тие навреди. Кога му се приближил крајот, напишал една хартија, ја стекнал во рака, легнал и издивнал на 17 март 411 година. Тогаш во црквата на светите апостоли имало во присуство на царот и патриархот откровение во вид на глас кој рекол: "Побарајте го човекот Божи." Малку по ова се открило дека тој човек Божи во куќата на Евтимијан и по долго распрашување дознале дека Божиот човек е оној просјак. Кога влегле, го нашле мртов во неговата визба, неговото лице блескаво како сонце. Од онаа хартија неговите родители дознале дека тоа нивниот син Алексеј, а невестата која што 34 години живеела без него, го видела својот маж. Па сите ги обзела неизмерна тага. Ова сепак се утешиле гледајќи дека Бог го прославил својот угодник. Од допирот на неговото тело се лекувале многобројни болни, а од телото му потекла благоухано миро. Го погребале во ковчег од мермер и смарагд, а неговата глава се наоѓа во Светата Лавра на Пелопонез и ние доаѓајќи до тоа сознание со голема радост во ова поклоничко патување, една од целите ни беше и посета на Светата Лавра. Еве сме тука, се радуваме на се она што доживуваме, гледаме и најголемата радост во моментов е секако поклонението пред тие свети мошти, главата на Свети Алексиј човек Божи и секако на голема радост на сите нас, главата на Свети Филарет милостив. Господи, Ти благодариме што не удостои да се поклониме на овие две светињи, да црпнеме од овој духовен сад, да се помолиме, било за нас, било за нашите блиски, било за нашите подалечни пријатели, за нашата татковина и за сите луѓе широм православието. Услиши ги нашите молитви и помогни ни.
že ukrasi žitije tvoje, i pošteni izrjano je pospjeh sovesti uči, jako sonce mirem. Preblago